Министерството за вакви дела и во зависност од формата, односно на действието кое што е извршено, Министерството за внатрешни работи со една совпадна анализа, значи со слушување и на наводниот извршител и на жртвата, значи составува една кривична пријава за дали е извршено ова кривично дело или не, или дали е во прашање обид за вакво кривично дело. Значи секако и нашето законодавство ги казнува и действијата на обидот и на поттикнување, помагање и соучесништво на вакви дела. Што мислите вие, еве, како правник, сигурно и вие можеби сте биле во контакт со некои такви случаи, дали мислите дека сите овие казни, вие спомнавте од 1 до 7, како беше, од 5 до 10 години, дали е тоа сосема доволно за некој, еве да кажеме таков пример како што вечерва видовме, дали е тоа сосема доволно, дали казната е задоволната, дали правдата е задоволена? Па видете, една од целите на казните значи е и задоволување на правдата и остварување на генералната и специјалната превенција. Значи првенствено одвраќање на сторителот да не врши кривични дела, односно негово превоспитување и делување врз другите да не вршат кривични дела. Ние сме на став дека, иако се работи на вистина за сериозни форми на криминал, сериозно загрозување на слободите и правата на жртвите на овие кривични дела, дека кривично-правниот одговор не треба да биде единствен одговор на оваа социопатолошка појава. Токму од тие причини и Министерството за правда минатата година изработи една анализа за состојбата со сексуалната злоупотреба и педофилија во Република Македонија. Таа анализа меѓу другото покажа дека отсуствува или е недоволна превенцијата за овие кривични дела и дека отсуствува една конзистентна едукација на сите чинители за сексуалната злоупотреба. Добро, за момент ќе застанеме тука, значи околу таа превенција и едукација. Докторе, од оној прилог кој што го видовме премалку, ја препоставувам, не ги познавам доволно работите, дека сите овие кои што се педофиличари живеат во тој свет на Петар Пан. Тоа е едно секојдневник. Секојдневно се дружат со момци. Можат ли да излезат од тој магичен круг? Може ли излекување? Така, јас би сакал да го коментарам во врска со она што го видовме, тоа што го зборуваше човекот кој беше сниман како педофил, кој е бил педофил, да? За нив е типично тоа што го зборуваше, тоа се така наречени мисловни извитоперувања или когнитивни дисторзии. Они некаде длабоко во себе не го доживуваат тоа како нешто лошо. Они имаат, кога зборувате со нив, ќе ви речат дека они ги сакаат децата и дека уствари ги обучуваат, речеме, на секс, на живот, дека се дружат со нив, дека навистина споделуваат, како што кажа и некои други работи. Така да има комплетно извитоперување, значи он емоционално они не ги допира, не работи тој дел, тоа е она што ги збунува луѓето и што навистина понекогаш не прави сите нас да не можеме да поверуваме дека некој тоа може да го прави. Значи има некои механизми кои го држат, кои свеста за тоа постои, меѓутоа таа свест е потисната со некакви извитоперувања мисловни кои за него значат некоја малте ненормална комуникација. Во тоа е и нарушеноста. Треба да кажеме дека тоа се луѓе кои во другиот дел функционираат сосема нормално. Значи, вие не можете да најдете некоја друга психопатологија или најчесто нема. Така да не се впечатливи, повторувам, не се така лесно впечатливи и не можеме да кажеме некои карактеристики по кои сега би се договориле какви се тие, па да пазат децата да избегнуваат такви луѓе. Значи, тоа е нешто што може, најнеочекувано е. Можете да, едноставно, нема некои карактеристики по кои би ги издвоиле, па би биле препознатливи за околината. Добро, уште едно прашање. Дали почесто ме прашате за излекување, дали оформетување почесто е кај мажи или кај жени? Бидејќи да, дефинитивно многу кај мажите, а во однос на излекувањето многу се лоши резултатите. Значи, правени се различни обиди за да се делува, меѓутоа искуствата, светските искуства покажуваат дека изморено е тешко и оно што и колегата Драги спомна во врска со повторувањето. Треба да се знае дека не постои педофил кој тоа не го повторува
XX десетици пати пред да биде воопшто евидентиран. Значи, страшното е во тоа што огромен број од тие извршители на тие дела не биваат никогаш откриени. До крајот на својот живот ги повторуваат делата, затоа што тоа е нарушување кое едноставно е многу тешко воопшто да се третира, да не речем безнадежно, меѓутоа постојат методи, постојат начини на кои се работи со нив, меѓутоа резултатите се изворено лоши во светски размери. И за тоа, така, тие се слични резултати. Исти да не кажа. Господин Јовановски, што Советот на Европа сугерира или, да кажеме, предложува некои нови работи во смисла подобрување и превенцијата, секако порано откривање на овие случаи со педофилија. Вие сте во соработка со Министерството за правда, исто така, нели? Да. Па добро, она што јас на почеток би сакал да подсетам е дека овој феномен е во суштина мултидисциплинарен. И ние како меѓународна институција како таков и го перцепираме и соодветно на тоа институцијата реагира во елаборација на соодветни правни инструменти, но и други механизми кои што може да им бидат на располагање на државите земји и членки за што поуспешна борба против овој феномен на национално ниво. Значи, еволуцијата на една таква организирана мерка во рамки на земите членки на Советот на Европа датира од поодамна со самото споменување на сексуална злоупотреба 1966 во Европската социјална повела. И понатаму и други институции и организации се вклучуваат, Обединетите нации преку своите агенции, во поново време и Европската унија, има една одлука од 2003 година и така натаму. Интересно е што овој проблем провеива во релативно многу голем број на конвенции и од тука е неговата мултидисциплинарност. Например, како што спомена Тања, има одредби кои што се однесуваат на проблемот на сексуална злоупотреба, односно допир со несоодветна сексуална содржина во рамки на конвенција за против сајбер криминал или компјутерски криминал. Потоа има, да речеме, тоа е најголемиот извор на она порнографија која што се јавува. Така, тоа е во суштина, предпоставам, на психолошко ниво, психолошки план тоа на почетно ниво, меѓутоа и не помалку опасно. И сите оние фотографии кои што ги видовме премногу, нели, се однесува всушност првичните материјали беа токму фотографии кои што доаѓаат од интернет. Добро, што да се прави веќе? Нас имаме исто интернет, достап, пристапност, нели, што е најважно. Во секоја куќа, во секој дом има компјутер, меѓутоа и пристапот исто до компјутерот и до интернетот некако тешко дека може да се спречи, да се ограничи. Така. Сега, постојат повеќе мерки или инструменти кои што делумно стојат на располагање, бидејќи, како што видовме, од природата на проблемот тоа во целост не можете да го... Не постои, предпоставувам, ефикасен начин за да тоа се искорени веднаш. Така што, Советот на Европа во своите препораки, кои што се адресирани до сите релевантни институции, препорачува, например, до операторите на интернет и 3G технологија, значи технологија која што преку мобилна телефонија возможува пристап до интернет, да воведат односно етични кодекси во она што е дозволено да се пренесува. Да. Добро, ќе застанеме тука, ќе продолжиме понатаму. Проблемот нормално дека се мултиплицира и се потенцира токму заради зголемувањето на комуникацијата, бројот на комуникации, начините на комуникации. Ако претходно беше тоа само еден обичен фиксен телефон, сега имаме комуникација преку интернет, преку мобилен телефон и така натаму. Педофилијата е постои една мрежа каде што се поврзани, еве и од она изјава премалку видовме кога веќе самиот тој човек виде дека нема излез, почнува да си кажува дел од неговите
активности, иако може би несвесно, но од страна оние кои што го слушаат тој разговор може и да сватат дека тој е поврзан и најчесто таа банда тешко се открива, што е уште позначено што сите педофиличари се кријат едни со други. Господин Змијанец, вие сте овде во Република Македонија со ова работени преку детската амбасада веќе од 1992 година. Претпоставам дека сте во тек и со злоставувањето на децата, кога се работи за она сексуално злоставување. И бидејќи сте во соработка исто така со Министерството за внатрешни работи, има ли овде мрежа на педофилија кај нас во Македонија? Јас не знам дали има централен регистр на досега досудени и осудени педофили за такво кривично дело. И доколку има, јас дури би апелирал до Министерството за внатрешни работи да биде достапен со ограничен пристап за родителите, за да знаат родителите кои педофили биле досудени кога ќе излезат на слобода, да можат барем да превенираат средба несакана или пак да може да го попречат детето да биде во близина на потенцијална сексуална злоупотреба од педофилите. На нашиот СС телефон од 17.300 јавувања, 10% од овие случаи се поврзани со сексуална злоупотреба, а бројките говорат дека овие 1730 случаи можем некогаш да се помножат и со 5 до 10 пати, затоа што најчесто 30% од случаевите се пријавуваат, 70% децата молчат од срам како ќе бидат прифатени од најблиските. Тајност, табу, семена, тајна, закана од најблиските, така најчесто и педофилите тоа го користат, немој да кажеш на твоите. Имаше такви случаи конкретни за време на војната, нели, во Македонија, во Западна Македонија. Она што најмногу загрижува, бидејќи од сите злоставувања сексуалната е најтешка и најдлабока со трајни последици. Сакам да кажам дека некои тајни траат и по 5-10 години и некогаш се охрабруваат возрастните деца тоа да го пријават. Најтешка сексуална злоупотреба е родоскрнавање, кога навистина детето не може да поверува дека тоа му го прави најблискиот, најсаканиот родителот. Или може би мисли дека тоа нормално? Или мајката. И затоа ќе кажам, ние доживотната казна не ја третираме само како репресивна мерка. За нас доживотната казна е превентивна мерка, затоа што ако невропсихијатрите, пак ќе кажам, психолозите не гарантираат сигурен третман, полицијата не гарантира дека ќе ги следи по напуштањето на институцијата затвор со микрочипови локатори, дека педофилите ќе се пријавуваат редовно во центрите за социјална работа и тие ќе бидат под строг надзор и дека нема да им се дозволи да го повторат делото. Со една поголема мобилност на родителите, ако забележувате, ние не случајно идеме со кампања дали денес го гушнавте вашето дете, дали денес му кажавте колку го сакате, дали денес разговарате, затоа што убедени сме дека колку и да се мобилни институциите на системот и со новиот акционен план и со зголемување на ресурсите и капацитетите на центрите за социјална работа и со мобилност на полицијата, сепак главни и со максимална посветеност на психолози, педагози, социјални работи, дефектолози во училиштата, максималната одговорност и крајната ја имаат родителите. Значи не можеме да кажеме одговорното родителство дека некој друг ќе ни ги воспита децата, некој друг ќе води грижа за нашите деца. Мора одговорното родителство да биде под број 1, па потоа доаѓаат училиштата, центрите за социјална работа, полицијата, судовите, би рекол се крајна мерка, инструмент каде што ќе се санкционира ова тешко кривично дело, но пак ќе го наведам. Ако испитувањето на господинот Маневски потврди дека министерот за правда дека судиите последниве 2 години и 3 досудувале секогаш минимални казни кога стана збор за сексуална злоупотреба и педофилија на деца под 14 години, верувајте да не извршевме толкав притисок и мобилизирање на јавноста. Морам да кажем, има и позитивни примери и соработка и со медиумите и со државните институции. Тој акционен план и тие казнени мерки можеби и немаше да се досудат. Ние имавме и обука со Академијата за суди и јавни обвинители. Не можеме, јас лично се уште не можам да се изначудам кога еден судија за малолетни... Задржите се мислата, бидејќи ова е емисија во живо, јас да го објавам нашиот контакт телефон, тоа е 2451581, сите заинтересирани може да се јават и да постават прашања, ние ќе ви одговориме во студио.
Колешката ќе каже за детето жртва во процесот на докажување на вината, кои процедури треба да се запазат. Ние инсистираме за една изјава во специјални скрин соби. Законот за малолетничка правда кажува 2, во одредени случаи 3. Оно што јас морам да кажам дека не можам, прво дека судија за малолетници треба да има посебен сензибилитет, посебна едукација и посебна емпатија кога детето е жртва и кога говори за тоа што му се случило.